Кога ја спомнуваме Шпанија, на прво место ни е убавото време, убавото расположение, убавата храна и сангрија. Никој не очекува да биде многу лошо време, како што се наоѓаме сега. Очекував на тестот на Аустрал да имам прекрасни временски услови, но ова не го очекува. Врне дува, но сега ќе се вратиме на приказната за овој автомобил. Аустрал е првиот модел од новата филозофија на Рено, која во фокус ја става електризацијата. Нема веќе дизели. Замислете, во Рено нема веќе дизели. Све ќе биде на бензин и со поддршка на струјата. Токму и таков овој Аустрал кој го возам, тој располага со 1,2 литрен мотор со турбо помош и испорачува 131 конјска сила, но му помагаат уште два електромотори кои ја напојуваат својата сила од 1,7 киловатна ион литиумска батерија, од каде добива струја за погон. Но нема да зборуваме сега за погонот, тоа ќе го ставиме нешто подоцна. Го гледате новиот знак на Рено, тука се кријат сите оние асистенти на возачот кои му помагаат што полесно да ги надмине предизвиците. Контурата е задржана од претходникот Каджар, кој исто беше представник на компактната класа на спортско корисни возила. Но во Аустрал е решено нешто повеќе. Самиот багажен простор има многу повеќе квалитетно решена внатрешност и може да собере повеќе работи во внатрешноста поради поставеноста на батериите кои се сега во самиот вод на возилото, а не се во гепекот. Како што реков, Аустрал е претходник на едно ново време на Рено, кое треба да ги имплементира не само електропогонот, туку и да извлече максимум од погонот на внатрешно согорување. Но со новата идеја на решавање на овие работи имаме и потполно нова идеја во внатрешноста. Па дојдете да ја погледнеме. Конечно да се скријам малку од дождот. Амбиентот во Аустрал е навистина возбудлив, бидејќи околу вас се покажуваат големи екрани. Ништо ново за оваа класа возила, но тука имаме навистина голем екран, како и големиот екран кој е на централната конзола. Околу возачот, она што мене ми се допаѓа е воланот кој има форма на квадрат. А кога сме кај квадратите, заедно овие два екрани со head-up дисплеот прават една огромна површина. Дури 77 квадратни сантиметри имате екрани околу вас, што е многу и за дневна соба, а не за автомобил. Што се однесува до опремата, таа е во духот на Алпина, затоа што е ова најопремениот екземплар на Аустрал. Па, осем некои детали, како што се на воланот и француското задолжително знаме, нема никаква врска со оваа престижна спортска марка. Но сепак, Рено сака да извлече максимум од својот регал, па затоа и оваа опременост е наречена Spirit of Alpine. Интересно остварување е подпирачот за раце. Тој има индуктивно полнење за мобилниот телефон, но ергономијата вели дека не е баш најзгодно да се манипулираат овие копчиња, па затоа тој може и да се движи. Тој крие една ладица за оставање на дребули и видете како е убаво направено подпирањето на рака. Но мене ме подсетува звукот кој се движи наваму или натаму. Исто како звукот на мојот спортски часовник кога го движам, кога ја движам неговата круна. И немојте да замерите на овој тест што ќе видите разновидни снимки, бидејќи поради времето не бевме во можност да извлечеме најдобро. Многу врне и принудени сме да ги искористиме и снимките што ги направи снимателот на Рено пред нас.
Што се однесува до движењето, Рено Аустрал има избор на два мотори. Едниот е 1,3 литрен, додека вториот е 1,2 литрен 3-цилиндраж. Токму тој е испод хаубата. Тој има помош од турбополнач и произведува 130 коњски сили. Предноста на овој хибрид е во тоа што ја намалува потрошувачката, нели? Но со тоа и загадувањето. Во градски средини е доста ефективен и во борд компјутерот, барем од четувањата што ги имам, покажа некаде околу измеѓу 4,4 и 4,6 литри бензин на изминати 100 километри во градска средина. Се разбира дека немав услови да го возам 100 километри во градска средина, но сепак борд компјутерот ја мереше потрошувачката и тоа го пријави. Возењето е сосема удобно. Се гледа дека французите посветиле доста внимание на звучната изолација, но и на возачкото седење, кое ви пружа одлична перспектива на се она што е пред вас. Реков дека имаме системска моќност од 200 коњски сили. Дали тие функционираат онака како што треба да се очекува? Да видиме. Кога ќе дадете забрзување, се чувствува дека има дупка, како да возите старо турбо бензинско возило, како што порано имаа турбо дупка. Нема никакви шанси да повлече силно. А кога веќе динамично се вози, тогаш не е проблем да се одржува темпото на динамиката. Но стартот не е однака импресивен како што ветува системската моќ. Меѓу забрзувањата се добри, но сепак се слуша и се чувствува дека имате така наречена дупка, како моторот да не сваќа што сакате да направите. Затоа улога има и менувачот, кој е еден од најмодерните во светот на автомобилите. Тој има дури и можност за 15 меѓу преноси, кои даваат една голема удобност кога се вози во урбани средини. Што се однесува до подпирањето, се чувствува дека има германски зачин во возилото. Тоа е малце покруто, воланот делува попрецизно и го немате она чувство, воздушество, чувство кога се вози класичен француски автомобил. Она што не ми се допаѓа во внатрешноста на Аустрал се овие пренападни прекинувачи. Тука се наоѓа прекинувачот за менувачот, потоа за брисачите и сосема доле има манипулатор за гласот и за ентертејмент системот, кого можете исто така да го манипулирате со допир. Чувството е дека имате премногу копчиња исто и на воланот, но тоа е работа на вкус и работа на навика. Секој автомобил има по некоја своја бесна глиста. Аустрал треба да дојде на пазарот во следните месеци, збориме на европскиот пазар, а во Македонија би требало да го имаме во првата половина на идната година. Што се однесува до Франција, неговата почетна цена е 29.900 евра, но за возената верзија Alpine Spirit, која има кумулативна сила од 200 коњски сили, ќе чини нешто повеќе над 40.000 евра.